Како одминува времето, како се повеќе време поминува во воздух, своја се осеќам дефинитивно во воздух. Повеќе своја се осеќам во воздух отколку на земја. Големо чест и задоволство пред се и гордост голема за да бидам првата жена воен пилот во Република Македонија. За мене беше предизвик пред се, нели, поставувањето на цел и остварувањето на таа цел да бидам пилот. Мотивацијата е главна пред се, тоа те води низ целиот процес и на селекција и без разлика за која работа се работи, така да мотивацијата пред се за остварување на целта до која сакаме да успееме, нели, во животот. Завршив на факултетот за електротехника и информатиски технологии. Меѓутоа, тоа е мојата втора љубов. Од секогаш сум сакала, значи, да нешто поврзано со авиацијата, да станам пилот. Тоа е примарното. Сакав да одам надвор до дека, нели, на студии за пилот, меѓутоа немав можност, затоа се запишав на факултетот. Во текот на студиите, во текот на 4-та година, пак некои предмети беа поврзани тесно со авиацијата и на самиот факултет, дури и дипломската ми беше поврзана со автономен хеликоптер, на тема на автономен хеликоптер. И оттаму, само што дипломирав, излезе конкурсот и дојдов, нели, се пријавив за да бидам пилот. Така да, тесно поврзано, секојаш имала тесна поврзаност помеѓу мојата сегашна професија и моето минато. До сега севкупно на сите типови на воздухоплови што сум летала, имам некаде околу 170 часа, 180 часа летање. Од моја перспектива, значи, динамично е кога летаме блиску над земја, тоа можам да го издвојам, као тоа ми е омилен тип на летање, така да го наречам. Исто така навечер имаме задачи кои што летаме со NVG, ноќно летање. Многу е интересно, зашто и во тој случај се лета, нели, ниско над земја, се наоколу е темница, светот пред тебе е зелено-црн, така да тие се двата најинтересни типа на летање според мене. Мојот прв лет воопшто стапнување во воздухоплов беше во авионот Zlin 242L, уште во текот на самата селекција пред да влеземе на обука. Едва го чекав, значи, тој момент, значи тоа беше врвот од целата селекција, траеше 4 месеци селекцијата, додека дојдов до таму, едва чекав да влезам, стигнав до таму и бев многу возбудена, значи дента пред да влезам, нели, имавме подготовки, се спремавме и највеќе од се, значи, се плашам, да речам така, бидејќи јас немам летано авион до тогаш и никако воздухоплов, да не ми биде страв, зашто маневар некој па да не ми се слоши, зашто во комерцијален авион тоа не се приметува толку. Кога влегов внатре, значи само што седнав, стартува моторот, почнавме да се движиме на полетно-следната патека и да полетуваме и во тој момент знаев дека дефинитивно тоа е мојата професија што ја сакам да работам во животот, дека немам никаков страв, дека напротив сум многу возбудена и ми е предизвик. Откако завршивме, значи откако влеговме веќе, ни селектираа четворица, влеговме на обука, продолжи обуката со авионот, подоцна во втората фаза дојде обуката на хеликоптер. Секако и таму бев возбудена, меѓутоа знаев од прилика, нели, во воздух како е во воздухоплов.
и ме изненади пријатно тоа што, како и што очекував, хеликоптерот повеќе ми се свиѓаше од авионот. Позади мене се наоѓа хеликоптерот Бел-206, на кој што почнав обуката и мој многу драг хеликоптер. Овој хеликоптер и во светот намената му е пред се за комерцијална употреба и за обука. Летањето со него е многу, да речеме, пониско, подинамично, поагилен, поголемите хеликоптери се поинертни заради големата маса што ја имаат, меѓутоа подеднакво уживање како и Ми-17. Селекцијата се состоеше од неколку нивоа на селекција. Прво беше, значи, бевме на здравствени прегледи, комплетно здравствени прегледи, потоа бевме на физички проверки, на англиски тест, бидејќи во Центарот за обука на пилоти се комуницира исклучиво на англиски, бидејќи интернационална средина. Потоа, значи, селекцијата продолжи овдека во Центарот за обука на пилоти. Дојдовме на индивидуални проверки и тестови на компјутери. Потоа, од кога ќе поминеме тој дел, значи секој дел е елиминаторен, кога ќе поминеме тој дел следуваше работа во група. Пак ни беа зададени 3 до 4 задачи кои што требаше групно да ги решиме. Кога ќе се помине и тој дел, бевме на интервју, значи, на интервјуира психолози од кај нас и од Израел, специјално дојдоа за таа намена. Откако исто ќе се помине тој дел, доаѓаме тука на селекција на земја, каде што поминуваме одредена материја поврзана, значи, со почетната обука е на Злин 242L, значи со самиот авион, и да се снаоѓаме општо во делот во кој што летаме. И тука имаме тестови, значи, кога ќе ги поминеме тестовите, доаѓа конечно селекцијата во воздух, која што се состои прво од 5 лета на Злин 242L, и кога ќе ги поминеме и тие 5 лета, имаме уште 5 селективни летови. Откако конечно ќе ги поминеме и вторите 5 селективни летови, ни кажуваат кој е примен на обука и кој успел, нели, да ги исполни сите норми за да стане пилот. Симулаторот се користи за избежбување на вонредни постапки пред се. На хеликоптерите, значи имаме симулатор за хеликоптерот Ми-817 и за Ми-24, кој што редовно во текот на една недела одиме и вежбаме на симулатор. Како од средно, така во текот на студиите, па еве и сега на работата, сум окружена со машки свет, така да лесно се снаоѓам, не ми е никаков проблем, а и они мене ме прифаќаат одлично, ме третираат еднакво како нив, така да воопшто немам проблем во тој поглед. Татко ми е подполковник во армијата на Република Македонија и упатен, нели, што се случува во нашата армија. Знаеше дека ова е машки свет и
Не сакаше, не знам зошто не сакаше едноставно да ме пушти да бидам пилот. Најверојатно затоа што се страв на секој родител како родител, колку и да знае дека е сигурно, дека нели е безбедно неговата ќерка да оди сега и да биде пилот. Имавме некои полемики едно месец дена дали да бидам или да не, да се пријавам или не, меѓутоа јас бев упорна, сакав. Тоа беше моја желба и он ми рече ако сакаш, оди пробај, ако е тоа твоја одлука, слободно, и ме поддржаа после кога видеа дека сум добра и стварно уживам во тоа што го работам, и мајка ми, и татко ми, и брат ми, и сите застанаа позади мене. Од сегашна гледна точка не ме привлекува комерцијалното летање затоа што не е толку динамично како војното летање. Војното летање е многу поавантуристично, динамично, секако многу побуден. Ми се свијаат пейзажите што ги имаме во текот на летањето во нашата прекрасна држава, така да секогаш би го избрала хеликоптерот пред авионот и војното летање пред комерцијалното. Од претходниот ден, пред да имаме летање, имаме на работа, во текот на работното време, подготовка за утрешното летање. Откако ќе имаме таа подготовка, после работа одам дома, се спремам за утрешното летање, бидејќи секоја нова задача бара многу добра и солидна подготовка на земја, бидејќи кога ќе сме подготвени 100% на земја, 70% во воздух, знаеме што се случува од прилика. Утре дента доаѓаме на работа, имаме значи извршна подготовка се вика тоа пред летање, каде што се консултираме и ни ги проверуваат знаењата, поготово на младите пилоти, колку сме спремни за тогашното летање. Одиме на летање, значи го извршуваме летањето, завршуваме со летањето, доаѓаме на анализа на летањето, значи какви грешки сме направиле, што треба да исправиме во наредниот лет, што било добро, нели од поискусните пилоти, совети за тоа. И откако ќе заврши анализата официјална, сами ние си го разгледуваме летот како поминал и што треба да поправиме во текот на наредниот лет. Секаде треба будност, секако кога си во воздух, огромна будност, а доживувањето ми е многу подраго и поблиско и повозбудливо на хеликоптер. Треба пред се да пробате, да летате со хеликоптер, само така можам, тоа е најблиско што можам да ви опишам како е во воздух. Фантастично.